Во моментот се реализира проектот археолошки ископувања на локацијата Џамалџиски гробишта на античкиот локалитет Баргала. Оваа локација се наоѓа од левата страна на Козјачка река, некаде околу 500 метри од античкиот град Баргала, и во моментот истраживме неколку гроба кои што потврдуваме дека на оваа локација се наоѓа античката некропола, односно некрополата од градот Баргала. Сите знаеме дека средновековната некропола се наоѓа до црквата Свети Ѓорги веднаш до границата, односно до зидовите на Баргала, а оваа локација, односно овие гробишта не беа познати се до ден денес. Морам да нагласам дека ние уште во 2012 година на оваа локација имаше нелегални истражувања, каде што беше откриен еден гроб. Меѓутоа, помина долго време кога успеавме да направиме еден проект и да реализираме истражување на оваа локација. Значи, прво се направи една проспекција на целиот терен и започнавме со истражување на дел од оваа локација. Целата некропола по наше видување кое што досега го имаме видено, најмалку се простира некаде на 5 хектари, што покажува дека некрополата е огромна и соодветствува со големината на античкиот град Баргала. Од досега истраженото, значи можеме да констатираме дека се работи за античката некропола, бидејќи се откриени оние типови кои што се белег на досната антика. Тоа се мемориални гробници, имаме семејна гробница каде што во еден оквир се погребани 5-6 индивидуи. Откриена е едно мало гробче на мала индивидуа, и со сите овие досегашни првични резултати и оние наоди кои што ги имаме и по површината, навистина може да констатираме дека ова е локација каде што се наоѓа некрополата од античкиот град Баргала. Инаку сите знаеме дека градот Баргала потекнува уште од 4-тиот век како цивилна населба, па потоа во 5-тиот и 6-тиот век веќе прераснува во огромен црковен град. Имаме историски податоци за тоа, каде што епископ од Баргала учествувал на Халкидонскиот собор, каде што има пишан документ, учествувал на тој собор, и во синдекемот на Хиероклис исто така се спомнува Баргала и Стоби. Значи тоа се два града кои што учествувале на тие собори. Така да кога ги собираме сите резултати, пишани податоци, историски податоци и археолошките наоди, можеме да кажеме дека навистина градот Баргала во 5-тиот и 6-тиот век бил силен црковен центар и нормално дека ќе има огромна некропола. Се надевам дека во наредните години и помладите колеги и ние колку можеме и поддршка од Министерството за култура да продолжат овие истражувања и да дојдеме до некои поголеми резултати каде што ќе можеме да ги потврдиме и начинот на живот во тој период и нивното делување на овие простори. Дали 5 хектари, предпоставувате дека околу 5 хектари, колку досега откопано, колку гробници, најдени ли се некакви предмети, коски? Да, реков дека ние многу скромни истражувања имаме нова, меѓутоа по она проспекција која што и на терен кај што ги гледаме работите, можеби и поголема е некрополата, меѓутоа на оваа локација моментално кој што работиме, откриени се 7 до 8 гробови и реков една мало гробче на мала индивидуа со коските, меѓутоа изостануваат на одите, значи немаме досега откриено монети, немаме откриени некои предмети кои што директно, освен фрагментирана керамика, меѓутоа самата керамика укажува на тој период, а меѓутоа типовите на гробови се соодветствуваат на досната антика. Така и сега со овие коски што понатаму, како се Повака, тие коски се зимаат и се чуваат во Завод и музеј Штип, меѓутоа се уште ние немаме тука кај нас таква лабораторија каде што би можеле да ги испитаме, меѓутоа се надевам дека со тек на време ќе може да се издействуваат и такви средства што обично сите археолози да не речам на западот, него веќе и во нашата околина, и во Бугарија, и во Грција, и во Србија, и во Албанија, значи наѓаат средства за такви работи и убаво е тоа кога ќе го потврдиме и на тој начин, значи кога ќе може, бидејќи ние веќе имаме една таков пример, имавме од славниот Славе од Крупишти кога ги правевме истражувањата, беа направени анализи и го потврдивме неговата старост, така да убаво ќе биде да може
да се направат такви анализи и така ќе можеме да ги потврдиме сите резултати. Да, дали е некрополата всушност значи зачеток на живот на прво градот Баргала, потом военото утврдување? Ние се уште не можеме да кажеме кога се најстарите и најраните гробови, меѓутоа по она што го гледаме и по типовите на гробовите, бидејќи имаме една малку чудна ориентација, не се сите исток-запад, имаме малку ориентација кои што отстапуваат, малку одат на север, северо-запад, југ, така да можеби тука ќе се најдат и постари гробови, каде што можеби ќе го вратиме периодот малку поназад, дека на овој простори, бидејќи во околината на целиот овој простор ние имаме и железнодопски населби, имаме и железнодопски гробишта, така да со понатамошните истражувања можеби ќе можеме и назад да се вратиме на оваа локација, дека животот почнал многу порано, не само од 3-тиот век кога и 4-тиот кога Баргала почнува да обстојува како цивилна населба, потоа како односно почнува како каструм, воена утврдување, а потоа прераснува и во цивилна населба. Како се викаше локалитетот, само да ни кажете, врз основа на што е името и дали ова се почетни истражувања на овој локалитет? Па вака, нормално почетни истражувања се овие на овој локалитет. Интересна е локацијата, односно називот, топонимот Џамалџиски гробишта, знаеме кои биле џамалџиите. Топонимот е пишан и во картата, значи не сме го ние измислили или мештаните, значи тој топоним постоел многу одамна и е интересно бидејќи знаеме дека како функционираат џамалџиските или кај нас како имаше и друг назив сурвари и во средниот век и во постаро време и во поново време, значи тие се типот на карневалските игри, што значи дека на овој простор бил како некоја средба каде што населбите од околните населби се сретнувале тука, па знаеме дури доваѓало и до поголеми тепачки и жртви, така да интересен е топонимот, како џамалџиски гробишта, можеби и тоа ги упати и оние нелегални копачи да дојдат тука пред нас. Меѓутоа, нашите капацитети се толку, се посветивме на локалитетот Баргала, ама еве започнуваме и со истражување на некрополата, кој што мислам дека навистина ќе даде поголеми резултати за луѓето и за начинот и за кои биле луѓето кои што живееле на овие простори. Годинава кое истражување ова? На колку локалитети всушност истражувате? Вака, според програмата од Министерството за култура и туризам, ова ни е моментално втор терен. До пред 20 на дена работевме на петоапсидалната базилика, катедралната базилика во Крупиште, каде што исто така и таму се постигнаат солидни резултати, дефиниравме целата концепција, односно целата црква, се истражи мартириумот и така го дефиниравме, значи целиот тој простор и се надевам дека понатаму ќе можеме и таа црква да се конзервира, бидејќи мислам дека е единствената црква во Македонија, катедрала каде што се откриена е глаголицата, значи парче камен со глаголицата. Таму стои и митот дека од свети 15 маченици се донесени моштите во оваа црква. И уште еден, обично ние така ги поврзуваме работите со историските податоци, значи ние пишам податок дека цар Душан одржал 2 состанока во Крупиште во периодот од 1355 година кога доваѓат напливот на османлиите. Така да не случајно тој ги одржал 2 собири во Крупиште. Значи тој податок стои како запишан во грамотите на Душан. Така да исто така беа тоа добри резултати. Сега се префрлиме на оваа локација и се надевам дека до крајот на годината ќе биде успешно реализирана целата програма на Завод и музеј Штип.